Администраторот на НАСА Бил Нелсон го започна своето ажурирање на почетокот на декември за напорите на Американската вселенска агенција да ги врати астронаутите на месечината, нагласувајќи ја сложеноста на мисијата Артемис. Тоа е најхрабриот, технолошки предизвикувачки меѓународен обид за соработка што човештвото некогаш го направило. Артемис 1 беше првиот чекор на НАСА во враќањето на месечината и беше пробен лет без екипаж кон крајот на 2022 година, кога вселенското летало Орион на Артемис 1 се врати во атмосферата на Земјата. Персоналот на НАСА забележа проблеми со топлинскиот штит на капсулата, намената за заштита на астронаутите внатре, ставајќи ја во сомнеш веродостојноста на вселенското летало и иднината на Артемис. Топлина беше акумулирана во надворешниот слој на топлинскиот штит. Заменик администраторката на НАСА и поранешна астронаутка Пем Мелрој вели дека во последователната студија на НАСА за проблемот нашле решение, а со тоа вселенското летало Орион ќе лета во идните мисии. Нашиот тим ја идентификуваше вистинската причина за проблемот со топлинскиот штит на Артемис. Првата мисија на месечината со Артемис 2 првично беше закажана за крајот на 2025 година со орбитирањето, но не и да слета на површината на месечината. Поправањето на проблемите со топлинскиот штит и траекторијата за повторно влегување на вселенското летало Орион сега ја принудува НАСА да го одложи датумот на лансирањето на Артемис 2 до април 2026 година. Артемис 3, која планира да приземи астронаути во близина на лунарниот јужен пол, сега е закажана за средината на 2027 година. Безбедноста на нашите астронаути е секогаш на прво место во нашите одлуки. Администраторот на НАСА Нелсон ја истакна геополитичката важност да се обезбеди дека програмата Артемис може безбедно и сигурно да транспортира астронаути на месечината, пред Кина да го направи тоа до 2030 година. Важно е поради областа каде што мислиме дека има потреба, а тоа е Јужниот пол, првенствено поради присуството на вода, но и да го воспоставиме нашето присуство таму пред Кина да стапне таму и да ни каже држете се подалеку. Нелсон исто така ги оправда одлуките за прилагодување на временската рамка на Артемис и покрај промената во претседателската администрација во јануари, што може да доведе до дополнителни прилагодувања, истакнувајќи дека ракетите за Артемис 2 веќе се подготвуваат за лансирање. Животот на цврстите ракетни засилувачи има одредено дефиниран век. Значи, требаше да ја продолжиме оваа работа, за да можеме да останеме на оваа временска линија. По лансирањето на Артемис 2, мисијата може да влезе во историјата и со испраќање на првата жена и првата обоена личност околу месечината. Идните мисии на Артемис се повеќе ќе вклучуваат опрема од комерцијални компании како SpaceX и Blue Origin.